Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски во своето обраќање пред членовите на Советот на општина Кочани ги сумираше резултатите од сработеното во годината која изминува, посебно на планот на инфраструктурните потреби и проблеми на граѓаните, со што се предонесе за осовременување на градот и населените места. Еден од нив, доста успешен, е проектот за реновирање и модернизација на системот за улично осветлување. Со него 2608 главно живини светилки во градот и делумно во селата се заменија со моментно најдобрата достапна технологија за осветлување во светот. На нови 90 на столбови во центарот на градот, во трговскиот центар и на важните сообраќајници додадовме дополнителни светилки за поголема осветленост на тие места. Поставивме нови 150 LED светилки на места каде што досега немаше никакво осветлување. Така, во моментот, на сите улици и патишта, јавни места и површини во Кочани, осветленоста е подобрена во просек за 50%, а потрошувачката на електрична енергија е намалена за повеќе од 60%. За изградбата на капитални проекти, меѓу кои секако најзначајно место има акумулацијата речени на Ризарска река, Димитровски истакна. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на 27,3 милиони евра само за браната. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменети 3 милиона евра. Со проектот е предвидено изградба на подпорни зидови во должина од 840 метри. Патот ќе биде со коловозна ширина од 4,5 метри, со банкини и асфалт. Со акумулацијата рече ќе се реши проблемот на водоснабдувањето на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот во Кочанско поле. Градоначалникот Ратко Димитровски во денешното годишно обраќање пред членовите на Советот за задачите и врските кои стојат пред општината во 2016 година истакна. Во 2015 година имавме и добри и тешки моменти, но со заедничко настојување верувам дека 2016 може и мора да биде уште поуспешна. Настојувањето за подобрување на стандардот на живење и надминување на политичките, етничките или други разлики, интересот на граѓаните за повисок квалитет на живење и поубава иднина на луѓето остануваат наша главна примерна определба. Отворени сме за диалог, демократски потези, соработка заради подобрата иднина на нашата заедница, на нашата општина. Почитувајќи ги принципите на отвореност, партиципативност, отчетност и самоодговорност, остануваме приврзаници на одговорната и ефективна локална власт, на која задоволните граѓани и се на прво место. На крајот од обраќањето, градоначалникот Димитровски на членовите на Советот на општина Кочани им честиташе новата 2016 година со желби за здравје, успех, берикет, убави семејни моменти и многу поводи за радост.